Викендов движејќи се кон Титов врв, на местото викано Бакардан се случија 2 незгоди на кои се повредени двајца планинари. Едниот од саботата, а вториот ноќта кон неделата. За среќа планинарите се здобиле само со повреди, а за нивно извлекување е вклучен хеликоптер и се префрлени на скопските клиники. Токму овие случаи го отвараат прашањето за безбедноста при движење во планина и потребата од целосна подготвеност на планинарите. Професионалниот водич во планина Јован Божиновски вели дека соодветната планинарска опрема, физичка и теренска подготвеност се клучни за безбедно планинарење. За планинар, за човек кој се движи во планина, за професионалци, најважно е кога се движи, дали в летни или зимски услови, посебно во зимски услови, потребна е претходна подготвеност. Што значи тоа? Тоа значи дека човекот треба да знае кај оди, на каква планинарска тура оди, во кој период од годината, да добие информација за планинарската патека претходно, нели ден, 2, 3 претходно, а каква таа планинарска патека е, односно дали во зимскиот период, дали е мраз, дали има замрзнато, дали снегот е длабок или не е длабок, дали дента ќе дуваат ветрови или нема да дуваат ветрови. Се она што е потребно и за во лето, со тоа што во зимскиот период мора да се има условот снег, нели, земено, затоа што тоа е она што ја на некој начин планината ја разубавува, но станува опасно кога човек не е внимателен и не го почитува денот, односно местото каде што се движи и планината каде што се движи. Критична точка на секоја планина има лавински места, лавински позиции, места каде што ветерот ги прави оние снежни стреи, па каде што треба да знаеме на која страна од линијата се движиме за да можеме да бидеме сигурни, да знаеме дали вечерта денот бил топол, па снегот замрзнал, па вечерта е нели минус. Знаеме дека утрената кога се движиме дека е снегот заледен горе и дека треба да имаме дерези со нас. Знаеме дека заврнал нов снег, кој што нов снег кога ќе заврне не треба се движиме на опасност кај што има лавински места. Треба да знаеме дека исто така кога е нов снег заврнат, треба да имаме дрезги за движење планина за да ни го олесни нас движењето и да бидеме ние посигурни и по безбедни на планината. Сите овие работи треба да се знаат, значи критичните точки зависат од нас. Целата оваа подготовка пред да се започне со планинарење е со цел да се избегнат така наречените критични точки кои секоја планина ги има. Божиновски додаде дека и планинарската опрема е многу важна за да се спречат вакви незгоди.